Никој не знае колку македонски државјани војуваат на украинските боишта. Најновите информации доаѓаат од прорускиот баталјон Судоплатов, од каде најавуваат голем број нови војници. Волонтери од Македонија, Србија, Полска и други европски земји кои биле подготвени да им се придружат на борците кои војуваат во украинската област Запорожје. Борецот во Судоплатов Андреј Родинов за руската медиумска агенција РИА Новости тврди дека луѓе од Македонија се регрутирале за да се борат против украинските вооружени формации, кои заедно со руските борци во моментов се на обука. Есть перспективы, мы будем развивать, у нас еще большой потенциал. Очень много у меня сторонников, наших единомышленников в Европе, в Сербии, даже в Польше есть, в Македонии. И сейчас стоит вопрос, что, возможно, и эти ребята тоже приедут к нам. То есть, возможно, будет большое расширение, но это на перспективу. Тој додава дека немало особени потешкоти при борбената обука. Тие тренирале заедно со волонтери од Србија, со кои имале меѓусебно разбирање. Коментирајќи за тоа дека учеството во странски војски во најголем дел од државите е забрането, Родинов тврди дека иако во Србија законот е заострен, во пракса не функционирал. Додека пак според македонските закони, доколку македонски граѓани заминат да војуваат во странство, кога ќе се вратат дома им се заканува затворска казна. Тој што спротивно на закон создава, организира, регрутира, превезува, организира превоз, опремува, обучува или на друг начин подготвува лице или група за учество во странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации, организирани групи или поединечно, надвор од територијата на Македонија, ке се казни со затвор од најмалку 5 години. Македонски државјанин кој учествува или се обучува од страна на странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации, организира групи или поединечно, надвор од територијата на земјата, ке се казни со затвор од најмалку 4 години. Македонските надлежни институции, иако запрашани на оваа тема во повеќе наврати во минатото, оттаму постојано тврдат дека не располагаат со такви информации. Аргументот е дека луѓето кога ја напуштаат Македонија не кажуваат дали одат на боиште и тешко е да се утврди нивната финална дестинација. Инаку уште од почетокот на војните дејствија и двете завојувани страни редовно повикуваат на странска помош со луѓе и опрема. На почетокот на војната украинската амбасада во Скопје дури имаше и повик на социјалните мрежи со кој бараше доброволци за на фронтот.